Добар ден, градот Скопје денеска овдека во општина Газибаба решава еден од никогаш нерешените проблеми, а тоа е дека по булеварот Киро Глигоров конечно за потребите на развој на општината Газибаба изработуваме и поставуваме покрај булеварот фекална канализација, која што ќе биде првата канализација што директно ќе се влева во колекторскиот систем во должина од преку 1 километар, значи од овој потек овдека кај што се наоѓаме, па се до естекадата кај автокоманда. Од едната страна, од другата страна ќе работиме на изработка на атмосферска канализација, исто така на истиот потек, од Мерцедес некаде па исто така до естекадата, со што всушност во целост ќе се реши проблемот кој што е повеќе децениски на непостоење на фекална и атмосферска канализација на овој дел кој што е сериозно индустријски развиен дел во нашиот град. Всушност ќе овозможиме непречен развој на самата општина и во индустријскиот дел, меѓутоа и во стамбениот дел кој што интензивно се развива во овој период. Паралелно со изведбата на овие две канализациони инсталациони мрежи, во првата фаза ќе извршиме измена и замена и освежување на коловозот од Клучката Дијамант до раскрстицата на Перо Наков. Со се раскрстицата на Перо Наков, значи две раскрстици, а по завршувањето на работата на канализацијата ќе обезбедиме всушност и реновирање, целосна реконструкција на делот остатокот од булеварот Киро Глигоров се до мостот Близнаци. Оваа инвестиција градот ќе го чини околу 110 милиони денари, станува збор за фазни работи. Првиот дел со замена на асфалтот ќе биде готов за непол месец дена, остатокот од канализацијата со реконструкцијата на асфалтот во останатиот дел би требало некаде да се заврши за неколку месеци. Градот Скопје исто така во соработка со општина Газибаба во фаза сме на финиширање на документацијата за почеток на постапката за реконструкција на улицата Перо Наков, што е една улица која што откако е направена всушност не е реконструирана и се дојдуваме полека чекор по чекор рамномерно во сите делови на градот да придонесеме за развој на инфраструктурата и за подобрување на условите за урбаното живење на сите делови во нашиот град. Благодарам.